Денеска во училиштето Никола Карев се одржа општинскиот надпревар детски семафор во организација на Министерството за внатрешни работи и основните училишта. Учениците од сите основни училишта од општина Кочани, Чешиново, Облешево и Зрновци учествуваа и се надпреваруваа во 6 дисциплини. Надпреварите беа поделени на теоретски дел, решавање на тестови и практичен дел возење велосипед на однапред обележен полигон. Надпреварувачите се поделени во две дисциплини. Мала група ученици до 12 години и голема група ученици до 14 години. Малата група се состои од две девојчиња и две момчиња, а големата група се состои од едно девојче и едно момче. Значи, надпреварот се состои во решавање на тестови, практичен дел и во решавање, односно возење на велосипед на однапред припремен полигон. Новина оваа година е тоа што до минатата година учениците ги решаваа тестовите во печатена форма, а од оваа година веќе тие ќе ги решаваат во електронска форма. Најподготвени според постигнатите резултати беа учениците кои го представува основното училиште Малина Попиванова и освоија прво место. Второ место освои учениците од основното училиште Раве Кратовче, а трето место основното училиште Никола Карев. Во поединечни настапи на учениците освоени се следните резултати. Тие беа рангирани во мала и голема група, и тоа од мала група машки. Значи, прво место освои Павел Георгиевски, второ место е Дамјан Велков, а трето место е Никола Христов. Од мала група женски, прво место е Вероника Крстова, второ место е Ангела Василкова, а трето место е Елена Лазарова. Од големата група, прво место освои Борис Стоилков, второ место е Стефан Гацов, трето место е Дарко Златков. На регионалниот надпревар ќе се надпреваруваат учениците. На регионалниот надпревар, што ќе се одржи во Пробиштип, ќе одат следните ученици. И тоа Борис Стоилков, Маја Василова, Павел Георгиевски, Дамјан Велков, Вероника Крстова и Ангела Василкова. Регионалниот надпревар детски семафор година веќе се одржи во општина Пробиштип.